Па добро, денешната главна расправа се одложи на мое барање и на барање на колегата Миле Петревски, поради тоа што бевме ангажирани како бранители во овој предмет заради подготовка на одбраната. Тоа во овој момент. Ќе се видиме на 26. Колку предмети се гледаме дека секој пат во некој нов предмет? Не во нов, секаде каде што е господинот Мијалков, бидејќи сум негов бранител, јас сум адвокат и во тие предмети. Имавте предмет не е? Молам? Во овој предмет? Да, меѓутоа господинот Горан Груевски ме ангажираше. Имате ли воопшто можност да се запознаете со предметот и какви се вашите првични оценки за обвиненијата? Не, воопшто немав можност да го видам предметот, тоа ќе го сторам во овој рок кој што ни го даде судот, така да тоа би било тоа во овој момент. Застапувате, кога застапувате Мијалков, за него се уште веќе одлучи кривичниот суд околу притворот, нешто околу тоа понатаму за обвинението кога дигнавте? Не, следува постапката околу жалба на решението за мерката за предпазливост која што му е определена. Потоа, нели, знаете, по процедура треба да се оцени обвинителниот акт, па да видиме по приговор како ќе одлучи судијата, односно советот што ќе треба да одлучува по оценка на обвинителниот акт. Ќе поднесете приговор? Апсолутно, да. А го погледнавте, го видовте обвинението? Да. И? Во овој момент не можам да го коментирам тоа. Би било несериозно од моја страна. Каде ќе се влате во иднина како адвокат? Па веќе некако го заменивте Никола Тодесен. Каде ќе свете? Па ви одговорив веќе каде што се појавува господинот Мијалков во тие предмети. На други лица може? Не. Ако некој ме ангажира дополнително, приватно нормално.